Добар ден, криптоентузијасти. Повторно гледате каналот Криптогемиџија во деветото видео од основните криптотехнички анализи, односно обработка на индикаторите кои што ги користиме во TradingView платформата. Значи, повторно како и досега, го користиме Bitcoin чартот, затоа што ни дозволува да имаме најголем обем на информации, затоа што е најстара криптовалута. Сега во моментов би сакал да обработам последни два индикатори од овој блок 5 видеа со индикатори пред да направиме видео каде што ќе направиме пробно тргување и каде што ги поставиме сите оние индикатори кои што ги имавме досега работено и ќе пробаме да видиме како сето тоа би изгледало кога ги користиме сите индикатори досега во глобала, значи на еден чарт. Сега денеска сакам да зборувам за VPVR и за волумен. VPVR и волумен се уствари два паралелни индикатори кои што ни покажуваат волумен, тргување на одредена целина во однос на свеќата, значи доколку е неделно ниво, тоа е волумен на тргување во едно неделно ниво, една свеќа, и VPVR е уствари на одредено ниво на цената. Значи ќе почнеме еден по еден и потоа ќе ги објасниме понатаму. Значи, доколку го немате, најчесто самите чартови кога ќе ги направите основните чартови на TradingView доаѓаат со волумен, значи тоа е првиот индикатор кој што постојано е внатре, но доколку го немате, многу едноставно на индикатори може да го најдете доколку го притиснете VOL. Се разбираме? Значи, тоа е првиот индикатор, никакво подесување не е потребно, само притиснете и ќе се појави на долната страна од екранот. Тоа се овие зелени и црвени столбови, што уствари представуваат значи колков бил обемот на тргување во овој период од една свеќа. Доколку е недела дена, тоа е уствари тргување за една недела, доколку е дневно ниво, кога ќе промениме, на пример, тоа се променува нормално со истото. Што е уствари битното во однос на волуменот? Сега, значи, ќе се вратам на неделно ниво, за да може да го видите тоа како изгледа во еден целосен сегмент од еден bull run и bear run и да видите зошто е тоа толку битно. Значи, може да приметите дека има периоди кога тргувањето е во по-мал обем. Така, затоа може да видите дека и самата цена нема огромно движење. Како што може да забележите во овој сегмент овде, значи цената нема големо движење, затоа и самиот волумен, како што може да видите во истиот тој сегмент, е во не толку голем обем. Така, за разлика од тоа, одма потоа, како самиот волум се зголемува, така и самата цена расте драстично. Корелацијата помеѓу волуменот и цената можеме да најдеме само во оние сегменти каде што колку поголем е волуменот, толку поголема е корекцијата нагоре или надолу на самата цена. Се разбираме? Најчесто волуменот дополнително ни покажува кога станува збор за некаква манипулација на пазарот. Значи, секое купување и продавање на пазарот е манипулација. Тоа е повеќе од јасно. Но, некогаш имаме, значи, вакви сфери, каде што, како што може да видите, генерално, целиот овој волумен се движил во одреден момент, така, значи во одредена, на некој начин, обем, и одеднаш имате свеќа, како ова, кога волуменот е дупло поголем од сите останати периоди од една недела. Се разбираме? Што значи дека станува збор за одреден сегмент каде што имаме или некоја многу на некој начин негативна вест во светот, што во овој случај не сум сигурен точно што е, но не, знам што е. Ова уствари беше кога Илон Маск објави дека нема да дозволи да се користи повторно биткоин за купување на неговите производи, на практично Тесла, и дополнително сето тоа објавија дека ќе има голема инфлација. Значи тоа беа две вести што бутна ова цена од новиот all-time high 69.000 долу во летниот период кога имавме практично делумен bear market или акумулација, да речеме. Значи, големината на самите свеќи, како што може да видите во однос на тоа колку било тргувано во минатото и колку моментално се тргува, е колку може да очекувате цената да биде волатилна. Значи, тоа е главниот сегмент кој што може да го утврдите од волуменот. И искрено, ништо друго. Затоа што
секоја од овие свеќи во исто време содржи и купување и продавање. Се разбираме? Што значи дека не може да бидете сигурни колку од оваа свеќа уствари представува купување, а колку продавање. Ме разбирате? Значи она го содржи само вкупниот волумен на тргување во плюс и минус, значи продажба и купување. Сваѓате? Затоа самиот индикатор по себе може да ви служи само доколку треба да видите дали станува збор за некое огромно случување на пазарот, што за разлика од целиот овој сегмент, гледате, има дупло поголема вредност. И обратно, значи ова се тие постепено качување на волуменот што ви покажува дека цената ќе расте и ќе расте и ќе расте се нагоре. Не разбирате? И обратно, или ќе паѓа. Значи, тоа е исто оваа ситуација. Значи, како цената, гледате како самата цена паѓа, но колку се намалува волуменот, толку и корекцијата на самата цена се намалува. Се разбираме? Значи, корелацијата помеѓу волуменот нагоре и надоле е тоа што колку се поголеми овие столбови, толку е поголема и самата корекција нагоре или надолу. Тоа е, значи, овој прв индикатор за кој што би сакал да зборувам. Искрено, ако мене ме прашувате, не е толку битен, но е повторно добар да го имате на самиот чарт, затоа што, тоа се тие некои моменти кога може да ви покаже дека нешто големо се случува на пазарот. Понатаму ќе сакам да ви објаснам како може да користите овој значи, индикатор заедно со овој индикатор кој што може да го добиете на посебна страна. Станува збор за ликвидационен индикатор кој што ги собира сумите на ликвидација на сите берзи и ги представува во овој чарт овде. Но чартот е представен на дневно ниво. Што значи дека доколку сакаме да видиме корелацијата на волумен со дневно ниво, би требало фактички да одиме на еден ден и сега, тоа е тоа што сакам да ви го кажам. Значи некогаш овие масивни ликвидации представуваат ликвидации во однос на може да видите, значи овдека, значи ова е страната coinglass.com и cross liquidations data. Значи она што го може да видите во овој чарт во корелација со волуменот е дека кога имаме ликвидација на longs или shorts, она е тоа што постојано, може би сте го слушале, може би не, ликвидирање на долги и кратки позиции на луѓе кои што тргуваат со леверидж. Тоа е тоа што многу од луѓето ви го кажуваат дека има голем ризик дека доколку користите леверидж, ова може да ви се случи. Сега, корелацијата е во тоа што доколку видите огромен волумен овде, истото може да го видите и овде, во детален приказ за тоа колкав број на ликвидации, односно тоа се милиони. Значи, во овој случај, например, на 11 април имаме 428 милиони ликвидирани longs, што значи дека луѓе кои што поставиле leverage позиции, односно позиции со позајмени средства за движење на цената нагоре, биле ликвидирани, затоа што во исто време не заборавајте дека оние кои што имаат многу пари вложено на овој пазар, имаат многу подобри индикатори од вас. Значи имаат Glassnode со тоа е уствари една посебна платформа која што нуди индикатори од секаков вид, значи до детали, кои што на пример се многу скапи во моментов за да може да си ги дозволите вие. Пример, така. И значи они може да го видат тоа, они може да видат точно колку луѓе ставиле позиции со поземен капитал на long или short. Што значи дека они точно знаат кога да продадат спротивно од вас за да успеат да купат во пониска цена затоа што вие сте ставиле позајмица за дека цената ќе продолжи да расте. Се разбираме? Значи 11 април, да споредиме што се случува на 11 април. Значи 11 април е ова. Гледате, значи цената од 42.300 паднала на 39.500. Значи $3.000 биткоин изгубил во еден ден. Се разбираме? А вакви ликвидации има многу повеќе. Прост пример. Земете оваа ликвидација. Овде ќе имаме ликвидација од скоро 1 билион на longs и обратно, на shorts. Така, оние црвени што ги гледате надолу, тоа е кога луѓето поземуваат пари, кладејќи се практично дека цената ќе продолжи да паѓа, а обратно се случува затоа што некој што има доволно пари сватил дека доколку купи, ќе ги изманипулира тие позиции да бидат практично избришани. Сега ќе ви објаснам точно ствари што станува збор и што се случува. Значи 21 јануари, така. Значи да се вратиме на 21 јануари да видиме што точно се случува. Што се случува. Гледате? На 21 јануари цената од 41.300 паднала на 35.500.
Значи 6000 изгубил биткоин во еден ден затоа што луѓе очекувале дека цената ќе порасне, а оние кои што имаат огромен капитал, имаат соодветни индикатори, увиделе дека има многу голем број на лонгс и сега ќе ви кажам точно ствари што се случува. Значи замислете дека имате таков гласноут индикатор и вие имате на пример во вашето портфолио 50.000 биткоини, така? И замислете дека на Glassnode гледате дека на пример Binance, Kraken и Coinbase имате огромни позиции на лонг, односно сите очекуваат дека од тука цената ќе порасне. Така, што се случува? Значи за цената да порасне, така, тоа значи дека луѓе треба да почнат да купуваат. И луѓето што се кладеле и ставиле, на пример, имал еден биткоин, он се задолжил уште еден биткоин дека цената ќе продолжи да се движи нагоре. Така. Тоа значи дека доколку цената продолжи да се движи надолу, он мора да има поставено стоп лос. Тоа е уствари посебна позиција каде што ставаат стоп лос луѓето за да не го изгубат целосниот капитал. Затоа што замислите доколку вие сте позајмиле од Binance еден биткоин врз вашиот еден биткоин кој што го имате, доколку цената почне да паѓа, Binance е принуден да го продаде вашиот биткоин веднаш чим цената ќе помине под одредена позиција, затоа што доколку не го направи тоа, Binance е во загуба. Се разбираме? Што значи дека Binance ќе го продаде веднаш вашиот биткоин за да си го врати тој биткоин што сте го позајмиле. Така? Е сега замислете дека тоа многу луѓе го прават и некогаш и пута 100. Се разбираме? Значи он има еден биткоин, става практично се клади дека цената ќе трне нагоре и става 100 биткоини позајмени од Binance. Значи замислете дека цената ако трне надолу, веднаш том ќе се помести надолу, ќе биде ликвидиран. Тоа значи дека Binance веднаш ќе го ликвидира неговиот влог и се што има на неговото портфолио за да си го врати оно што го позајмил од Binance. Значи берзите никогаш нема да бидат минус, вие ќе бидете минус. Затоа леверидж е многу опасна работа и внимавајте што правите кога го користите. Сега, што се случува? Значи замислете такви илјадници лица во светот кои што имаат такви стоп лос. Практично тоа е уствари кога ставаат да цената ако случајно паѓа, а они се кладеле дека цената ќе продолжи да расте со позајмени средства, доколку цената продолжи да паѓа, значи они поставуваат да се продаде на одредена цена она што го земале, за да не изгубат се што имаат во своето портфолио. Значи многу често се случува овие стоп лоси практично да биде причината поради која што цената експлозивно паѓа во одреден момент. Зошто? Значи со удирање на овие стоп лоси, нивните средства се ликвидирани и се враќаат во пазарот, што дополнително е бутка цената надолу. Се разбираме? А тој што поседува 50.000 биткоин многу едноставно и лесно може да манипулира цената со тоа што он ќе продаде. Се разбираме? Значи доколку јас продам 10% од своето портфолио, тоа се 5000 биткоини. Јас ќе ја бутнам цената затоа што сум ги вратил тие 5000 биткоини назад на берзата. Се разбираме? И наеднаш има поголем наплив на расположлив биткоин, што значи дека цената ќе почне да паѓа. Тоа се основните правила на економија, нели? Барање и побарување и купување практично, така. Значи, извинете, потрошувачки и побарување. Сега, значи кога јас сум продал 5000 биткоини, јас сум ја бутнал цената надоле знаејќи дека овдека постојат стоп лоси кои што кога ќе ги активирам, они буквално се активираат еден со друг. И дополнително ја буткаат цената надоле. Се разбираме? И што се случува се? Јас сум продал 5000 биткоин на 41.200. Така. Како што сум го продал, така сум ја активирал ова, како да кажам, лавина од продажби надолу, затоа што берзите мора да го вратат оно што си го дале како позајмица и се случуваат овие ликвидации и сега што се случува? На крајот од овој ден јас оние 5000 биткоини што сум ги продал, сум земал одреден износ, значи сега еве да не пресметуваме колку, но со тој износ јас сега сум купил биткоин на $36,000. Што значи дека јас ако сум имал 5000 биткоини, сега јас со тие 5000 сум направил 5500 биткоини. Се разбираме? Значи јас со тоа што сум ги ликвидирал овие луѓе, јас сум успеал да купам биткоин на многу помала цена, затоа што сум успеал да го изманипулирам пазарот и да ги ликвидирам оние кои што се очекувале цената да оди нагоре. Тоа е цената на леверидж тргувањето. Затоа бидете многу внимателни кога го правите тоа. Значи, тоа е уствари како изгледа и обратно. Кога луѓето прават практично шорт, дека цената ќе паѓа, а наместо да паѓа, например, ево тука цената, они го прават обратно тоа. Значи, наместо да продаваат, они би купиле биткоин во оваа ситуација и ќе ги ликвидираат оние кои што имаат шорт
и се случува обратна ситуација на пазарот. Значи, тоа е она што сакам да ви го кажам во корелација со самиот волумен и овие огромни свеки на продажба се уствари ете тоа. Ликвидации на пазарот на луѓе кои што користат преголем леверидж. Тоа е во однос на првиот индикатор кој што сакам да ви го објаснам. Ете, тоа е страната со која што може заедно да практично да ги комбинирате волуменот и оваа страна и да видите дали тоа станува збор за некакви ликвидации на шортс или лонгс или па станува збор за одредени негативни вести во светот. Затоа што ако се негативни вести во светот нема да имаме леверидж како што е овде. Се разбираме? Значи тоа се леверидж манипулација, практично тоа е кога ги елиминирате луѓето од пазарот. А додека кога имаме, например, некоја вест како војна или епидемија, тогаш луѓето самостојно продаваат без при тоа да има ликвидирање на леверидж позиции. Следниот индикатор за кој што сакам да зборувам е VPVR индикаторот, односно VPVR Volume Profile Visible Range. Значи, кога ќе кликнете, истиот ќе се појави од десната страна. Сега. Ваквиот индикатор во овие големи столбови ви е некорисен. Значи, мора да го подесите, односно дупл клик на истиот и само момент, значи во овој дел од row size наместо 24 треба да наместите 200. И истиот ќе го стави на 200 колумни на сите ваши временски зони. Што е уствари VPVR? Значи, за разлика од волумен, каде што имаме тргување во еден ден или еден сегмент, без разлика дали е тоа ден, 4 часа, недела, имаме обем на тргување на одредена цена. Значи, во овој случај може да видите дека најголем обем во овој сегмент, најдолниот од овој чарт, имаме направено во обемот околу 39.189. И оваа црвена линија представува control line, практично, кое што ни покажува дека во последниот сегмент каде што се наоѓа цената, ова е најголемиот дел каде што имало трговија. Што уствари тоа значи за нас? Тоа значи дека овие големи, на некој начин, шилци, кои што представуваат како огромен дел каде што имало трговија, може да представуваат, гледате, во исто време, или поддршка на цената, или отпор на цената. Така, во овој случај, како што може да видите, значи представувало отпор неколку пати, кога успешно сме успеале да пробиеме над, сега веќе сме направиле ретест на истата и починеме да се движиме нагоре. Така, сега, проблемот е што? Доколку цената би паднала надолу повторно, ова постојано во иднина, колку повеќе цената се движи во овој сегмент, толку поголеми и брановите ќе бидат на самиот овој дел. Што значи, истите ќе бидат поголема поддршка затоа што цената се наоѓа над истиот. Како што може да видите дека одма над овој бран имаме следен бран, кој што исто така, доколку ставиме линија, само да видите зашто станува збор, овде како прилика би била линијата. Гледате. Значи, гледате оваа линија. И овдека исто, гледате. Значи, имаме поддршка, отпор. Поддршка, отпор. Така, отпор повторно и моментално имаме повторно отпор. Значи, ова е исто како и оваа под него, момент каде што имаме голема трговија направена на биткоин и не заборавајте дека ова е непосредно до 40.000. Што значи дека 40.000 секогаш представува тешка граница на трговија. Значи, кога имаме десетици илјади, како 20, 30, 40, 500, очекувајте дека ќе има и многу јак отпор и многу јака поддршка во зависност од каде се наоѓа цената. Значи, во оваа ситуација, доколку ставиме 40, ќе видите што станува збор. Значи, само да ви објаснам, сега, значи, доколку ставиме линија и на истата со двоклик, ќе смениме зелена, ќе ставиме да биде полна линија и ќе ставиме координати истата да се наоѓа на 40.000. Значи, секогаш кога станува збор за 40.000, гледате. Значи, имаме исто многу јака поддршка и многу јак отпор. Така, но во оваа ситуација се уште представува поддршка и затоа ја очекуваме дека цената ќе продолжи да движи нагоре. Сега, тоа е кога имаме цели вредности како 40.000, но рачунајте дека ако е друг вид на вредност како што е на пример ADA, значи Cardano во овој случај наместо да има 40 нормално затоа што цената не е стасана таму, би имал вредности од типот 1, 2, 3, затоа што Cardano моментално вредноста му е околу 90 центи, што значи дека него следниот ваков 94 центи. Така, значи него ова ниво би му било на 1, следното би му било на 2, на 3,
и измеѓу тие 1,5, 2,5. Така, затоа што тоа се цели вредности на кои што најчесто трговците сакаат да тргуваат. Значи тоа се цели вредности на кои што они очекуваат да продадат и да купат. И затоа имаме многу голем обем на трговија во овие делови. Сега, како што може да видите, значи еве следниот шилец каде што имаме голема трговија, овде. Значи гледате, повторно, гледате колку уствари имаме поддршка и сега имаме отпор. Така, значи следно цената би очекувал откако ќе го пробие ова ниво да има следен практично ова да биде незината следна мета. Овде, 47. Ќе видиме како ова можеме да го користиме со останатите индикатори заедно. Сега во моментов само сакам да ви покажам како прилика изгледа, значи користењето на оваа алатка. Доколку на пример го зумираме, може да видите дека нагоре затоа што значи цената на биткоин овдека многу малку се задржа. Од 60 до 70.000. Така, затоа видите колку е мал волумено. Што значи дека доколку цената би се придвижила повторно овде, би имала многу помал отпор за разлика од овој сегмент каде што се движи моментално. И не заборавајте, тоа се тие кумулациони периоди. Ова моментално помеѓу овие практично два големи шилци или да речеме колумни или столбови како сакате, значи ова е уствари најчесто каде што можеме да очекуваме акумулационен период, затоа што имаме и јака поддршка и јак отпор на чартот. Така. Сега доколку вратиме во минатото да видите зашто станува збор, ќе се вратиме, значи гледате дека самиот бран од десно се прилагодува во однос на тоа каде се ногите на чартот. Значи он буквално ги превзема само оние податоци од чартот кои што се битни и според тоа го насочува, значи оној кој што тргува да знае уствари што може да очекува. Значи видите овде. Значи овдека истото се случува. Значи имаме ова е највисокиот бран на овој сегмент во претходното лето. Значи гледате што се случува. Овдека имаме ритест под него и успеала да пробие цената. Овдека имаме многу добра поддршка на истата, иако успеала да пробие надоле, затоа што оваа поддршка се уште важи до ова ниво овде. Значи што се случува? Значи оваа поддршка успеала да задржи цената ова лето за да може да продолжи нагоре. Гледате? Значи низиното тестирање каде е? Повторно на врвот од овој бран. Така? Значи гледате, овие бранови уствари точно ми покажуваат каде ќе биде следната поддршка на биткоин. И она што луѓето окажуваат дека очекуваат цената да падне до 20.000 е баш поради ова. Гледате. Че ова е највисокиот контролен столб каде што имало најголем обем на трговија. А зошто е тоа така? Затоа што имаме претходниот булран на биткоин е точно на 20.000. Ако се сеќавате 2017 година цената достигна 20.000. Така. Сега, дополнително на сето тоа и тој врв, само да ви покажам што станува збор, значи овде, така, 20.000. Значи доколку се вратиме, на овој момент каде што бевме моментално на чартот, само да ви покажам зошто е тоа битно. Значи гледајте, доколку се вратиме во горниот дел и го зумираме на истиот начин, само да го подесам. Затоа е многу луѓето доколку стане збор за следен булран очекуваат цената да се движи или до овој дел, значи гледате, овдека повторно имаме зона на поддршка и отпор, или пак да се врати до претходниот all-time high, што би било ретестирање на неговиот врв. Односно, овој момент на акумулација, каде што многу луѓе сватиле дека доколку биткоин цената успее да го скрши претходниот врв, околу 20.000, ќе има многу голем пробив, тоа е она што се случи. Се разбираме? Значи, тоа е тоа што луѓето кажуваат дека доколку цената се врати надолу, VPVR е еден од основните практично показатели кои што им покажува на макро ниво каде во прилика да очекуваат следна корекција на цената и каде би било паметно да купат. Така. Сега, значи повторно сакам да ви покажам дека VPVR може да биде користен на било кој дел од чартот. Гледате. Значи он буквално се прилагодува во оној дел од чартот кој што вие го гледате. Приметувате? Значи дури и да намалиме и на помал временски период, точно ќе се постави на оној дел од чартот каде што вие моментално гледате. Значи она што го сменив на 200, ќе покажам уште еднаш. Значи ова вредност 200, тоа се 200 редови. Што значи дека многу подетално ќе ви ги представува, тоа се 200 редови во еден сегмент, каде што гледаме моментално на чартот. Многу подетално ќе ви ги представува оние моменти од чартот кои што моментално ги гледате. VPVR може да биде користен и на 4 часовна вредност, но доколку мене ме прашувате на глобално од неделно до месечно ниво како и дневно е многу попрецизен и многу подобро резултати ќе даде за истите.
И исто така, уште една мала работа што би можел да ви предложам, доколку ви смета во десниот агол од вашиот екран, дупл клик и може да го преставите да го смените на другата страна. Значи само треба од input да смените на style и наместо на десна страна right да го ставите на лева страна left. Значи ја гледате. Значи може да го преместиме на другата страна, што не би ни сметало да гледаме цената на десно, а сепак би можеле да видиме каде се одвивало најголемото тргување на самиот чарт. Значи повторно. Со ова ќе ги завршиме индикаторите во практично вториот дел од оваа обука и во следното видео ќе направиме пробен трейдинг со користење на сите овие индикатори, значи ќе пробаме да ги поставиме на 1 или 2, затоа што ќе бидат пренатрупани докога ги поставиме на 1. Значи ќе мораме да ги користиме повеќето од индикаторите и ќе видиме како сето тоа може да ни помогне во практичен чартинг. Значи кога би го правеле тоа на тргување, пробно тргување, нормално на делот чарт, и ќе видиме како сето тоа се комбинира и како на пример би можеле да ги вреднуваме сите овие индикатори заедно. И со тоа дополнително ќе ви покажам што уствари јас правам во однос на користењето на овие индикатори и како е најпаметно статистички да ги представите и да видите која е реалната веројатност според индикаторите цената да оди нагоре или надолу во вашите тргувања. Уште еднаш ви благодарам, ќе ве замолам нормално, доколку ви се допадна материјалот да го споделите на оние луѓе кои што мислите дека би сакале да го погледнат. Дополнително на тоа, доколку би сакале дополнителни материјали во иднина, направете субскрипција на нашиот канал, може би еден лайк доколку ви се допадна материјалот и доколку имате било какви забелешки, било какви барања од нас, што би сакале да гледате во иднина, што ви се допадна, што не ви се допадна, би го ценеле тоа да оставите коментар под нашите видеа. Со тоа го завршуваме и ова видео за VPVR и Volumen и се гледаме во следното. Ви благодарам уште еднаш за тоа што го следевте нашиот канал Криптогемиџија. Имајте добар ден.